Вака изгледаат летата во Токио. Температура од 35 целзиусови степени, јасно небо и влага во воздухот над 80%. Услови што представуваат ризик за одржување на летните олимписки игри во Токио наредната година, вели Џорџ Хавенит, експерт за влијанието на температурата врз здравјето на атлетичарите. Кога е топло времето и телото повеќе се загрева. И единствен начин на разладување е преку потење. Но ако се земе предвид влагата во Токио, тоа може да биде многу комплицирано. Топлотниот удар представува голема опасност, особено за настаните каде се мери и страјноста на учесниците. Околу 15% од спортистите имаат телесна температура над 40 целзиусови степени, дури и во поладни средини. Кога температурите се повисоки, разладувањето станува проблем и се зголемува ризикот од топлотен удар. Токио тестираше неколку спортски дисциплини изминативе недели, вклучувајќи триатлон и пливачки маратон, кои се сметаат за поризични на топло време. Сонцето силно блескаше и водата беше топла, се плашев дека ќе добиам топлотен удар. Организаторите преземаат мерки, како поместување на настаните рано наутро кога е посвежо. Ќе има и поголемо снабдување со вода, а ќе се распоредат и лекарски тимови на секој 500 метри. Токио беше домаќин на Олимпијадата во 1964 година, но игрите беа одложени за октомври, токму со цел да се одбегне летната жештина. Одложувањето на терминот сега не е опција, заради преполниот спортски календар и барањето на светските медиуми за пренесување на Олимпијадата. Научниците велат дека еден начин да се одбегнат несаканите последици е атлетичарите да се аклиматизираат пред почетокот на Олимписките игри во јули 2020 година.